Почитувани наши гледачи и слушатели, добре дојдовте на програмата Во Фокус со Силвана Павловска. Ова програма се емитува на YouTube, како и другите социјални мрежи, и целта е да ве извести и не само тоа, туку да ве едуцира и потикне да расправате и поставувате прашања. Ја продолжуваме емисијата која што започнавме пред известно време, наречена Македонското прашање. И денеска ќе споделиме еден чланок кој излезе во Нова Македонија, која се печати во Скопје, Македонија, на 4. јуни 2021 година. Автор на ова вест е професор доктор Игор Јанев, кој што е стручњак за право и уставно право во светот, иначе потекло македонско според моите сознанија. Насловот на оваа вест е хибридна агресија врз Македонија. Во своја авторска анализа за Нова Македонија, професорот Игор Јанев се осврнува на договорот за добрососедство со Бугарија и на Преспанската спогодба со Грција, предупредувајќи на опасностите и ризиците што произлегуваат од овие договори и се закануваат на Македонија. При тоа Јанев посочува дека тоа се прави од страна на соседите со политичка цел да се изврши национална трансформација на нацијата преку државниот идентитет генериран од надвор во северомакедонци или северномакедонци како измислен нов народ и непостојна и измислена вештачка нација. Измислениот спор што го наметнува Бугарија треба да резултира со нелегален и понижувачки компромис во кој што по диктат на посилниот во преговорите Македонија ќе мора да признае пред целиот свет дека македонската нација е всушност дел од бугарската нација и генерално дел од бугарскиот народ, кој само географски живее во подрачјето на Република Северна Македонија, нагласува Јанев. Се потикнува самоубиство на нашата земја на јавна сцена. Бугарскиот договор за добрососедство, кој е преку членот 8 фактички во врска со Преспанската спогодба, има цел да изврши културна асимилација на македонскиот народ, кој треба да се изедначи со бугарскиот јазик, односно македонската нација треба да се интерпретира како дел од бугарската нација, со географско лоцирање на територијата на сегашна Република Северна Македонија или АРСМ. Средството за изедначување пред се признавање дека постои идентитетски спор и дека поради ова мора да се пронајде заеднички прифатливо решение, кое се сведува, според диктатот на Бугарија, на исти идентитетски корени и по-конкретно истата историја и истиот национален јазик и национална култура. Како дел од антиципиран и иден договор компромис, кој треба да содржи решение на спорот во овој така наречен компромис, всушност диктат за ЕУ членството, македонската страна би требало да прати и една дипломатска нота до ООН со која што би прифатила и би прецизирала дека досегашниот јазик на македонците, македонски, е бугарски јазик, односно дека е само дијалект на бугарскиот јазик и така би било заведено во ООН. Релевантен одговор на оваа мека специјална војна или хибридна агресија е раскинување на бугарскиот договор поради фактот што со него се создаваат правни основи за ирационален и нерешлив измислен спор, а овој измислен, тоест така наречен спор, треба да резултира со нелегален и понижувачки компромис во кој што по диктат на посилниот во преговорите, Македонија ќе мора да признае пред целиот свет дека македонската нација е всушност дел од бугарската нација и генерално дел од бугарскиот народ, кој само географски живее на подрачјето на Република Северна Македонија. Јавно ќе бидеме понижени и обвинети дека всушност без прекин во континуитет сме биле бугари. Дека непрекинато во континуитет лажно сме се представувале како одделна нација, која историски не постои или е креирана како резултат на политиката на Сталин од Советскиот сојуз и
Федералната Народна Република Југославија и така натаму. Кога се работи за Преспанскиот договор, вели и професор доктор Игор Јанев, овој акт е меѓународно право, очигледно нелегална спогодба, со која што однадвор се воспоставува државен идентитет, односно државно и национално име, со очигледна политичка цел преку нелегитимен, без народна согласност договорен географски назив, да се промени оригиналното легитимно име на нацијата. Ова се прави со политичка цел, да се изврши национална трансформација на нацијата преку државниот идентитет генериран од надвор во северно-македонци, како измислен нов народ и непостојна и измислена вештачка нација. Основа на оваа метаморфоза е замената на привремената деноминација БЈРМ со трајна референца, односно деноминација РСМ. Од фактот што според договорот повеќе не може да се употребуваат термини Македонија, не може да се употребуваат термини Македонија, македонци, македонско, македонка, и произлегува и правната лимитација на употребата на изведените термини македонска нација или народ, македонска национална култура, македонски национален јазик, македонска национална историја и така натаму. Промената на националното државно име од Република Македонија во Република Северна Македонија имплицира промена на номинаторот, содржател и именител на националниот идентитет, со што овој заеднички содржател, кој ги именува другите категории, влијае врз сите национални детерминатори од националната култура, наука и просвета, до, како што заклучивме на почетокот, името на нацијата. Нацијата држава со својот номинатор и името на народот, од кој потекнува името на нацијата и државата, кое сега, по модификациите според Преспанскиот акт, мора да има композитна или географска и пред се анационска форма. Анационска мисли ненационална, нели? Анационална е ненационална форма, доколку не ви е тој збор познат. Накусо сега имаме РСМ како географски назив, а нелегитимно народно и национално име, од кое што по природен пат е генерирано државното име, името на нацијата, држава. Со промената на државното име како национален идентитет се врши повреда на основните jus cogens или cogens норми на меѓународното право, а пред се принципите и нормите на самоопределување и државен суверенитет, како и круцијалното правило на немешање во внатрешните работи на друга држава членка на ООН. Покрај ова, во ООН се врши дискриминацијата при представувањето пред се поради правните ограничувања на македонското представување со лимитации во однос на другите членки на ООН. Понатаму оваа држава се откажува и од малцинствата во соседството и генерално во светот, што имплицира и дека овој народ што живее во РСМ е вештачка творба. На овој начин, Преспанскиот договор преку промена на националниот идентитет го негира идентитетот на нацијата како македонска нација и со ваков акт надвор од волјата на народот се доведуваат во прашање основните колективни права на народот, покрај основните суверени права на државата како субјект на меѓународното право. Со други зборови, со Преспанската спогодба се наметнува една трајна референца, оттуѓена од народот и понижувачка за народот, која менува оригинарно име како идентитет на народот и оттаму нема национален, македонски и народен легитимитет, со што трајно се деградира не само суверената државност, туку и правото на нацијата слободно да го одредува својот национален идентитет, кој во сегашните услови е наметнат од надворешен инструмент, односно со спогодбата, како политички компромис, а не израз на националната суверена волја, како волја без надворешно влијание.
Од тука, поради флагрантното кршење на основните меѓународни норми, Jus Cogens, правила норми, Преспанскиот договор мора дипломатски еднострано да се раскине од страна на некоја следна патриотска влада, вели професор доктор Игор Јанев. Објаснување на правната врска меѓу државното име, тоест државен идентитет и името на народот. Повеќе пати јас се обидов да објаснам дека ерга омнес, промена на државното име, не подразбира по автоматизам промена на името на народот, бидејќи таквото правило не постои во меѓународното право. Но меѓународната пракса, надвор од експлицитните правила и принципи, регистрира правен факт, а не и правило, според кој името на државата го имплицира називот на народот. Се работи само за правен факт, но не и правен принцип. Меѓутоа, како што изјави Министерството за правда на РСМ, зборот Македонија со сите своји деривативи е резервиран само за Грција, од што произлегува ограничување на користењето ерга омнес, односно неприменување на сите национални категории, вклучувајќи и на народот, односно неговата национална култура и национален јазик, национална историја и така натаму. Оттаму, народот, според ерга омнес, односно неговото национално име, не смее да се користи или употребува. Па така, во пракса, во сите ситуации, владата користи кованици. Зборови како наш народ, овој народ и така натаму, демонстрирајќи ефективна забрана за користење на терминот Македонија, без задолжителен деноминатор или префикс. Од оваа забрана за категорија Македонија и деривацијата македонски народ или македонска нација, на меѓународен план пред се остава слобода на сите субјекти кој слободен термин нов треба да го употребат, со цел да не се повреди ваквото ограничување и во врска со ова дигнителот на Грција, која секој пат кога поинаку се употребува терминот Македонија или македонски народ протестира како навреда или навредена и повредена страна. При што првиот слободен термин е северно-македонски, од фактот што самата држава е според Уставот Република Северна Македонија, во он постои резервацијата за македонци само за Грција. Оттаму, за државите и сите други јавни работници е поедноставно да креираат и признаат термин северно-македонци, кога веќе постоела правна причина да се склучи меѓународен договор што имплицира вина на македонската страна, дека до тој момент нелегално или лажно се представувала, па така морала да го смени својот државен идентитет, односно самата држава решила името на државата да не биде Република Македонија. Во овој факт, на сите надворешни субјекти им дава право да користат погодна кованица, што се сведува на северно-македонци, како необврзувачка пракса според која од името на државата потекнува името на народот. Од политичката гледна точка се гледа дека едно, Грција сфати дека самото име на народот со време, по одреден период, од сите надвор од државата ќе биде признаено како северно-македонци, бидејќи друг алтернативен термин не постои. При што во овој процес прво ќе се направи пракса кај интелектуалци, новинари и политичари, а потоа и кај сите други субјекти и фактори. Тоа беше еден. 2. Во процесот ќе влезе и Бугарија, која со текот на времето ќе го изедначи терминот северно-македонци со бугари, па така сите надвор од Македонија за нашиот народ ќе го користат и терминот бугари. Посебно ако успее акција од македонскиот јазик да се направи бугарски јазик, односно од македонската национална историја да се направи бугарска историја.
Трето, на овој начин, со текот на времето, терминот северно-македонци би станал прифатлив и за домашната популација, имајќи предвид дека алтернативно решение би било бугарскиот народ. Заклучок. Кусо, со Преспанскиот договор веќе е извршена трансформација од македонци во северно-македонци, при што одредница за државјанството според овој договор се користи само за потребите на, во наводници, лични документи. Поентата е што целата домашна јавност, па ни правната јавност и струка, не разбира едноставен факт. Ние, со договорот и со новото име РСМ, веќе сме северно-македонци, пишува професор доктор Игор Јанев во колумната Хибридната агресија врз Македонија, која што излезе во печат во Нова Македонија на повторно датумот 4 јуни 2021 година. Нека биде толку за денес. Следниот пат продолжуваме со други чланоци кои што беа издадени во јавните портали, дали на интернет или испечатени, затоа што има доста се научи од професор доктор Игор Јанев, кој што е специјалист за право, уставно право и професор. Јас ви благодарам за вашето внимание. Од мене, Силвана Павловска и програмата Во Фокус за денес, 9 февруари 2024 година. Се најдобро. До гледање.